се слави кај екстремно десничарскиот национален собир и неговата лидерка Марин Ле Пен. Таа со години ја менува сликата на незината антиимигрантска партија од расистичко маргинално движење во прифатлива политичка алтернатива. Се чини дека незината работа се исплатеше. Националниот собир освои 1/3 од гласовите пред центристичката партија на председателот Емануел Макрон и неговите сојузници, кои се пласираа на третото место со нешто повеќе од 20%. Левичарскиот сојуз, наречен Новиот народен фронт, се најде на второ место со приближно 28% од гласовите. Излезноста беше највисока во изминативе години, покажувајќи го влогот што многу гласачи го ставија на овие изненадувачки предвремени избори. Изборите ги закажа Макрон 3 години пред предвиденото, по поразот откако екстремната десница ги доби изборите во Европскиот парламент минатиот месец. Аналитичарите велат дека Макрон ја стави на коцка својата партија и неговите реформски планови, кои можат да надвладеат по неколку години застој во француското национално собрание или долниот дом. Но платформата на екстремната десница, борба против криминалот и илегалната имиграција, е фокусирана и на грижите за трошоците на живот и економијата. Председателот на Националниот собир Джордан Бардела, веројатно следниот премиер на Франција, доколку неговата партија ги освои мнозинството гласови, ги повика гласачите да се обединат во вториот круг. Но не мислат сите така. Во избирачкиот центар во Париз, кој се смета за левичарско упориште, многу гласачи се вознемирени од можната победа на Националниот собир. Со нашата сегашна влада веќе имавме некои десничарски политики, но тоа само ќе ги влоши работите, особено во однос на правото на демонстрација, на правата на малцинствата и се останато. Емануела Конен нема да каже како гласала, но вели дека победата на Националниот собир ќе биде тешка за земјата. Кристин Пекар пак гласаше за сојузот на Макрон. Мислам дека тој покажа политичка храброст да ги истурка сите реформи што ги направи во последните 7 години. Во Париз и на други места во земјата, луѓето протестираа против екстремната десница по објавувањето на првите резултати. Левичарските политичари повикуваат на сојуз против екстремизмот. Така е и со владеачката партија во Франција и премиерот Макрон, Габриел Атал. За да им даде шанса на главните партии, рече тој, неговата алијанса ќе се повлече од вториот круг на изборите во области каде што веројатно нема да победи. Но поделбите меѓу Макрон и левицата се големи и покрај напорите да се ограничат, постои шанса Националниот собир да се покаже како незапирлив.